студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Првиот од пациентите кои се лекуваа во странство вчера попладне се врати во Македонија. Предходно 12 пациенти од домашните болници беа пуштени на домашно лекување, а Министерот за здравство информираше дека е влошена состојбата на неколку критични пациенти кои се лекуваат во странство. Денес ни се врати еден пациент од Србија, од Белград, во сосема подобрена општа клиничка состојба и извесен период, неколку часа или можеби до утре, пациентот ќе биде обсервиран на Универзитетската клиника за токсикологија. Во моментот се прават некои клинички исследувања, тој е прегледан, во сосема добра состојба е, со добри клинички параметри. Ќе направиме некои наши исследувања за да бидеме сигурни дека можеме да го пуштиме дома да си оди кај семејството. Секој пациент кој што се враќа во земјата, минимум 24 часа ќе биде следен од клиниката кај што ќе биде триажиран. Конкретно пациентот ќе биде на клиниката за токсикологија, потоа докторите тука и конзилиумот на лекари ќе одлучат како понатаму, дали треба да се испрати во друга клиника, дали треба тука да продолжи со лекување или може да се пушти во домашни услови. Јас се надевам дека идните денови очекуваме и други пациенти да ни се враќаат и посакувам да сите 115 да ни се вратат живи и здрави во Македонија и да продолжат да живеат нормално. Протоколот кој што е подготвен од страна на Министерството за здравство е испратен преку нашите дипломатски конзуларни представништва во болниците каде што се сместени овие пациенти. Како што каже и Министерот за здравство, имаме најави дека ќе продолжи постепено враќање на пациентите кои што се веројатно би можело тоа се класифицира во најдобра здравствена состојба од тие кои што се надвор од државата, но не би прејудицирале сега точно затоа што тоа е процес кој што е динамичен и кој што пред се е базиран врз основа на одлуки на стручните медицински лица надвор од државата и стручните медицински лица кои што ги имаме тука во државата. Министерот за надворешни работи Муцунски во тема на денот во дневникот на Сител зборуваше и за солидарноста која покажаат државите од регионот пред се, како и од Европа. И овие гестови на солидарност, јас секаде ја упатував и таа порака во последните денови во нивните медиуми, е дека ние сме благодарни на нивните влади, но сме благодарни и на нивните народи кои што овие деца и нивните семејства ги примија со отворени раце и покрај сите разлики кои што со дел од соседите природно и ги имате, тоа е политиката, некогаш има разлики и работите да ги надминете, но овој момент на солидарност е нешто што верувам дека нашата нација никогаш нема да го заборави. Ние веќе почнуваме да размислуваме како влада, како држава, како ќе најдеме соодветен начин и преку гестови, политички, практични, како ќе можеме да им се заблагодариме за она што навистина голем број држави го направија за нас. Проширена е страгата за трагедијата во Кочани. Претреси се вршат и во други објекти на истиот газда на дискотеката, а во полициска станица повикани се и членови на неговото семејство. Сопругата и керката на газдата на Кочанскиот клуб Пулс од вчера се во полициска станица во Скопје. Како што дознава Сител, од нив се одземени 5 телефони и документација важна за истрагата. Неофицијално тие се сомничат дека ја подигнале фалсификуваната лиценца од Министерството за економија. Од МВР потврдуваат дека превземаат серија мерки, но не откриваат детали. Извршени се претреси на 5 локации во Кочани и Скопје, при кои се одземени дополнителни електронски уреди и други докази за кои се издадени наредби за вештачење. Извршени се распити на лица кои би можеле да имаат определени сознанија, велат од МВР. Слично соопштение испрати и обвинителството. Во текот на денот јавното обвинителство ќе издаде наредба и до Управата за финансиска полиција за превземање определени дејства поврзани со материјалното работење на повеќе правни субјекти, осомничените и други лица, се вели во нивното соопштение. Како што дознава Сител, полицијата од утрово врши претреси во друг објект сопственост на газдата на клубот Пулс, а се врши претреси во просториите на Државниот пазарен инспекторат во Кочани. За пожарот во Пулс официјално досега 34 лица се во притвор. Александар Спасовски, Сител телевизија.
Судењето за убиството на Вања и Панче продолжува денеска во Основен кривичен суд во Скопје. На изминатото рочиште беше сослушан обвинетиот Боре Видевски, кој изјави дека под физичка тортура бил принуден да потпише изјава со која ќе изгледа виновен и дека под тепање со дрвена палка го натерале да каже дека го познава таткото на девојчето, а неговото сослушување треба да продолжи и денеска. Претходно беше сослушан и обвинетиот Велибор Манев, кој во детали ги образложи грабнувањата на Вања и на Панче, при што посочи дека координатор и извршител на убиствата бил Палевски. Манев потенцираше дека сметалиот и грабнуваат жена од 38 до 40 години и дека се обиделе да го предомислат Палевски откако виделе дека грабнале девојче. Воедно кажа дека за грабнувањето им биле ветени по 150.000 евра. Тој тврдеше дека таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, не е вмешан во случајот. По сослушувањето на Манев и Видевски ќе бидат сослушани и обвинетите Владко Кешишев, Александар Ѓорчевски и на крајот Љупчо Палевски. Минуваме на вестите од светот.